Од кога почнал Джингис Кан, тој имал двајца кагани после него, неговиот син и синот на неговиот син. Но последниот каган немал кој да го наследи. Затоа Монголската империја се поделила на 4 дела. Денеска ќе се фокусираме на Златната Орда. Златната Орда е направена од Бату Кан. Бату Кан бил син на Јочи Кан. Јочи Кан бил син на Джингис Кан, што значи дека Бату Кан бил внук на Джингис Кан. Златната Орда била поделена на 2 дела. Не се знае точно кој дел бил кој, ама руски извори кажуваат дека левата страна е Сината Орда, а десната страна е Белата Орда. А додека тимуридски извори кажуваат дека левата страна е Белата Орда, а десната е Сината Орда. Јочи Кан, кој бил таткото на Бату Кан, имал уште еден син, се викал Орда Кан. Орда Кан е главен на Белата Орда, а Бату Кан е главен на Сината Орда. Златната Орда напаѓале буквално секој што ќе го видат. Затоа тие направиле васал во Волга Бугарија, во Киевска Русија, во руски територии многу малечки вазали и исто така зголемување на својата територија. Унгарија и Полска биле често нападнати од Златната Орда и Златната Орда дори го завземале и Виена. На враќање од Виена ги направиле и Бугарија васал. Кога се вратил во Златната Орда, тој го направил Сарај главен град. Поради што за Златната Орда има премногу податоци, ќе прескокнеме до распаѓањето на Златната Орда. По смртта на Бату Кан, секој се тепал со секого за да стане главен на државата. Знаете како иде тоа, ќе видиш некој надвор, ќе опретепаш само затоа што не си главен во државата. Но имаат притисоки од своите васали, каде што русите веќе имаат направена своја држава. Но и со други фактори, како други држави прават алијанси против нив, исто така црната чума и други природни појави и лоша економска состојба. И со сето тоа Златната Орда се распаѓа на 4 дела. Кримското ханство, Казанското ханство, Нугајската Орда и Астраканството. Но сепак Златната Орда сепак преживува, но во 15 век потполно ја снемува ко држава. И тоа е тоа за ово видео, subscribe и лайк и се гледам у следно видео.